Градскиот плоштад е даден под концесија на градот во 2004 година, 99 години. Значи градот е на некој начин концесионер на тој што плоштад. треба да го стопанисува. Фонтаната и паметникот кој што треба да се дигне, и кој што слушаме, имаме најави, дури ќе биде прво фонтаната, па после паметникот. Ја морам да кажам до ден денеска ја неам видено ниту проектот, ниту пак идејата како тоа. Не знаете каков проект ќе биде? Не знам. Не е доставено до вас? Не. Добро. Никој пат не е доставено, Тие едноставно шпекулации- смета дека тие се доволно паметни сами за себе, тие му мислат најдобро на народот и сака да го изненадуваат со убави нешта, Добро. кои што лично смета дека се убави, а не знам дали на граѓаните Тие ќе им се шпекулации, допаднат. тие шпекулации 30 метри висок, дали се реални? Вие ако не сте го видели официјалниот проект, веројатно Не во можам да ви некои одговорам, кулуарски бидејќи го мабети нема се добили видено некои информации. проектот, го нема видено проектот и не би сакал да верувам дека е тоа вистина. Не би сакал. Имате ли сили да го избуткате проектот Тоше на Скопје? Што во една ваша изјава, ако не се лажам, велите дека Скопје ни одбра на тоа место да ги положат свеќињата за Тоше кога загина, човекот во сопрекајката во Хрватска, дека самите граѓани на Скопје одбра кого би сакале да видат во центарот на Скопје. И дали ова не е помалку играње со емоциите на граѓаните во некоја ваша битка со владата на Република Македонија? Јас не сакам да се играм со емоциите на граѓаните, сакам на граѓаните да почувствам да им дадам чувство дека плоштадот на вистина е нешто најубавото нешто и да таму ги поминуваат сите убави моменти. Ќе ми простите на можеби на говорот, меѓутоа ако се замислува дека таму треба да биде 35 метарски конјаник, односно во лицето на Александар Македонски, во кој што граѓаните од плоштадот ќе ми гледат мадињата на Букефал, онда ќе јас сум против таков споменик. Денес Скопје и Македонија се соочуваат со две можни епидемии, епидемија на заушки и епидемија на градење на многу нови споменици. Времето ќе покаже која тие две епидемии ќе биде многу поопасна по менталното здравје на граѓаните на Република Македонија. Академиче, денес ми е дилемата што има поголема епидемија, епидемија на заушки или епидемија на градење на споменици во Скопје? Па едно и друго. Па видите, мислам дека сега се открија некои скулптури на главната улица Македонија, да речеме во Скопје, од нашиот плоштад па до музеот на град Скопје. Тоа е околу 400 до 500 метри должина. Тука имат 7 скулптури. И имам чувство дека тука некако измешавме и стилови, и времења, и концепти, и начин на размислување, и проекти кои не делат или не обединуваат. Мислам дека тука безмалку се измеша све. Значи заедно со плоштадот на Скопје, ако тука ја земеме и плоштадот Пела, значи таа улица е 400 метри, значи не се работи за повеќе од 500 до 600 метри во должина или во ширина. И тука веројатно ќе бидат начички некаде повеќе од 15 скулптури. Може ли тој простор? Значи вие сте прв човек кој има живеено безмалку од Париз до истокот, сте живееле, сте работеле, сте изложувале, може ли тој простор безмалку да издржи тоа? Не може. Не само што не може, и не треба. И не треба. Видите, јас ќе ви кажам само единствен пример. Еден од најголемите плоштади во француската држава сигурно се наоѓа во Париз, кој е препон со плоштади, ама најголемиот плоштад се вика Конкорд. Конкорд значи обединување. Со оној обелискот што е? Тој обелиск е во средината, сигурно е подарок на египетската држава, на француската држава, но на сите 4 чошка има по еден постамент на кој била по една композиција на скулптури што го символизираат француското обединување. Значи, француско обединување, тоа е Конкорд. Сега, внимавајте. Значи тоа е символиката. Тоа е символиката. На секој плоштад да обединува. Прекрасно. Да дава символи на заедништво. Ама не ме прекинувајте, ве молам. Сега од Конкорд. Вие одите по една авенија која се вика Шанзелизе. Тоа е без конкуренција една од најатрактивните авении на планета. Веројатно најубава. Добро, за мене најубава. Најубава, најскапа. Да. Најмаркантна, ајде да не употребуваме други епитети. Од Конкорд до Ларк де Триумф, до Триумфа Капи, имате рамно 2000 метра. 2 километри, така. 2 километра. На таа авенија се наоѓа една скулптура. Едина скулптура. И тоа е скулптура на председателот на еден бивш американски председател, мислам Рузвелт. Рузвелт. Дека е Рузвелт. Рузвелт, браво, знаете. Кога враќам филмот, сум се движел по таа улица, Рузвелт е. Тоа е точно
Тоа најавенија не е улица, ali точно е на спротивниот агол на Гран Пале. И тоа е единствена скулптура што се наоѓа. Рузвелтова скулптура која е висока, мислам, 2,5 метра, не е ништо Че ви поголемо. сакате да направите споредба помеѓу таа авенија Шанс-Елизе, кој е крвотокот на Париз, во било која смисла на зборот, Апсолутно. и нашата, да речеме, ајде, улица Македонија или тоа е наша поранешната- Шанс-Елизе, тоа е наша поранешната Шанс-Елизе. улица Маршал Тито и така Па натаму. добро, сега и Македонија, па. И сега французите, во наводници, без никаков вкус, традиција и историја, ставиле само една скулптура, Да. помеѓу Конкорд и Триумфалната капија, а ние, во наводници со многу историја, традиција и култура, ќе ставиме 15 на скулптури. Ја не знам колку ќе ставиме, ама знам дека се расписани конкурси за едно 30-40 скулптури, расписани конкурси. Меѓутоа, знаете, ова е на некој начин како епидемија. Ја не знам дали има поголема епидемија на заушки или епидемија на градење на споменици во Република Македонија, посебно во Скопје. Мислам дека е епидемија на перење на пари и помодарство. Историјата обично не учи на една работа дека секогаш тие големи монументални споменици се прават како резултат да се одбележи одредена голема историска победа. Ако денес во Скопје се градат толку многу споменици, јас јавно се прашам кои се тие историски победи кои Македонија ги има остварено во изминатите 10 или 15 години. Се градат толку многу споменици. Обично, ајде да речем, можеби ќе се должи на некое мое неискуство, иако не мислам дека сум неискусен човек, меѓутоа проучувајќи историјата не само на Македонија, посебно проучувајќи историјата на сите држави во регионот и во Европа, споменици се градат како резултат на одредени историски победи. Најчесто. И тие споменици подоцна одбележуваат одредена епоха. Мене ми е прашањето, ако толку споменици градиме, кои историски црни победи извојавме изминативе 3, 5 или 10 години за да градиме толку многу споменици? Тоа треба да прашате евентуално премиерот или владата на Република Македонија. Може би тие повеќе ќе ви дадат одговор, бидејќи објективно тие сметат дека нема споменично обележје во градот. Јас напротив сметам дека има, може би не во доволен број, меѓутоа споменичните обележја не смее да растат како печорки после дожд, туку тоа мора да биде еден систем кој што треба да се промовира на начин кој што ќе биде секако прифатлив пред се за граѓаните. Имам чувство, академиче, дека ние преку поставување на споменици, всушност не сакаме да негуваме уметноста, туку сакаме наново да ја пишуваме историјата. Дека всушност поставувајќи тие споменици сакаме некои напишани траги во историјата, да ги напишеме така како што нас не одговара. Па ние не можеме да пишуваме историја. Па правиме тоа. Па, ама не можеме, бадија да правиме. Не можеме, историја ќе пишуваат идните генерации, кога ние нема да постоиме. Тие ќе пишуваат историја. Ние не можеме да пишуваме. Ние можеме да се убиеме да пишуваме историја бадијале. Тоа ништо не значи. Повеќе од 30 години ја градеше својата кариера со тезата и со размислувањето дека всушност Пецко е гласот на скопјаните, односно дека Пецко окажува сето она што го мислат скопјаните. Дали денес Пецко може да ги разбере скопјаните и дали денес Пецко може да ги разбере желбите на граѓаните на главниот град? Господин Дарко, вие повеќе од 30-40 години преку Пецко всушност сте гласот на народот, гласот на македонскиот народ, гласот на граѓаните кои живеат во Република Македонија. Дали денес можете да го разберете македонскиот народ? Дали денес Пецко има тешкоти да го разбере македонскиот народ? Видите, овие шашми во кои проаѓа. Јас еднаш кажав и напишав дека Пецко го црта она што народот го мисли, а другите новинари не смеат да го кажат. Во последно време се плашам дека народот се помалку мисли, односно се помалку му е овозможено слободно да мисли. И се плашам дека тука таа моја улога ќе се може и да се изгуби. Или да се видоизмени. Или да се видоизмени. Тука е еден голем проблем. Слободната мисла и воопшто демократијата онаква каква што јас ја подразбирам, мора да овозможи на луѓето слободно да мислат и без страв тоа да го кажуваат. Инаку ќе бидеме една нација која постојано ќе дртка на сите полиња, не само пред микрофоните.